Сега повторно ќе отвориме темата најавена како најновата премиера на Народниот театар во Битола. Мој гостин ова утро е човекот кој што верувам дека во јавноста е многу попознат по тоа како костимограф, меѓутоа е дел од бордот директори на Народниот театар Битола. Господинот Благој Мицевски, добро утро и ви благодарам што прифативте да сте дел од Деница на Мега. Добро утро. Најавив како една најнова премиера на Битолскиот театар Злосторство и казна во режија на Диего де Брега, словенски режисер. Зошто токму ова дело е одбрано? Па, знаете како ние сме репертуарски театар и водиме сметка за тоа да на сцената често се поставуваат најразлични пиеси, да речем, за луѓе од сите возрасти, меѓутоа основната цел на театарот и нашиот концепт е дека поставуваме големи класични дела. И со режисерот Дебреа, кој што пред 2 години го постави Отело на нашата сцена и беше дел од Шекспир фестивалот и потоа беше уште на неколку фестивали, видовме дека тој има чувство за поставување големи класици на некој современ начин, кој што на крајот сепак оставува дел впечаток како дека гледате голема класична представа без разлика на начинот на кој што тој ги поставува делата. И мислевме дека Достоевски ретко поставува на сцените во Битола, а воопшто и на македонската театарска сцена, а мислиме дека неговото дело заслужува едно внимание. Злосторство и казна е капитално дело, го знаат сите, меѓутоа и електира исто така. И мислевме дека овој момент кој што го живееме сите е адекватен за една таква тема, за едно себе преиспитување би рекол. И мислам дека тоа сега на ден пред премиерата се покажа како правилен избор. Мислам дека ќе имаме на репертуар представа која што публиката ќе сака да ја види. Збор това повеќе ќе кажеме околу самата премиера, подготовките, како течеше сето тоа како процес. Меѓутоа ќе поставам едно прашање. Колку театарот во денешно време успева да ја оствари онаа основна мисија, општествена, така да се изразам, кога станува збор за испраќањето на порака? Па, сега, знаете како мислам, театарот има некаква ограничена моќ, да речем. Обично викат дека театарот нема моќ да ги променува нештата. И јас мислам да го држам до тој став, меѓутоа сепак мислам дека ги променува до некаде оние кои што доаѓаат да ги гледаат представите, а во Битола имаме навистина публика и мислам дека градот го поддржува она што го работиме, доаѓаат и мислам дека влијанието на луѓето сепак постои, дека некои пораки успеваме да ги пренесиме и мислам дека најдобра реклама сепак е таа устната реклама, што се вика прераскажена. И еве и медиуми, и Фејсбук и така натаму, секаде се и печатени медиуми, и телевизии, се, меѓутоа некако оние кои што ќе изгледаат представата, некако успеваат устно да пренесат на останатите и некои представи се подолго на репертуарот и се повеќе посетени, некои помалку токму заради тоа. Па театарот пренесува пораки, поставува прашања, на некои се труди да даде одговор, меѓутоа сепак остава имагинацијата на тие што доаѓаат. Мислам, најдобрите представи се оние кои што не дават дефинитивни одговори, него стават малку човек да се замисли, или јас би рекол сепак да почувствува нешто. Театарската уметност е една жива материја и мислам дека главниот проблем или доблест на истата уметност е што ги вознемирува луѓето. И мислам дека доколку успеваме во тоа, дека пораката е пренесена во светот во кој што живееме, е свет на сензации, луѓето имаат потреба само од скандал или од нешто што на брзина ќе го привлечи вниманието, а театарот сепак бара едно поголемо внимание и една поголема размисла. Благој, вашиот живот е во театарот, околу театарот, генерално, на тие сцени. Има ли битолската публика култура на театар? Доаѓаат ли редовно на представите, ги селектираат ли представите или можеби изборот го прават во едно вакво време во кое што живееме, такво какво што е, нели, бараат ли комедија?
Па, мислам дека битолскиот театар има публика и дека битолчани одат на театар. Нормално дека секогаш може тоа да е уште и повеќе. Ние се трудиме да направиме представи и надвор до нешто со предвидената програма, затоа што градот сепак е мал и брзо се троши представата доколку е на голема сцена. Заради тоа имаме представи на помали сцени. Имаме и неколку комедии кои што, например, како Без паника, веќе трета година со ред оди на репертоар. Имаме представата Кокошка, која исто така е комедија и има доста публика. Меѓутоа имаме представи кои жанровски се измешани, да речеме, со комедија и трагедија заедно. Како представата Хамлет машина, например, исто е веќе долго на репертоарот, околу 50 представи ќе има наскоро. Така да публиката мислам дека има вкус, мислам тоа е театар со долга традиција. Е прв македонски театар со континуитет. Неодамна, нели, пред 2 години прославивме 70 години и мислам дека луѓето се израснати во театар и дека таа традиција се пренесува, а за волја на вистината па сепак мислам дека театарот и Центарот за култура некако се централно, можеби би рекол, единствено место за културни случувања во градот во континуитет, така да и немате некаков огромен избор, да речам, да освен фестивалите, нели, кои што се случуваат во определени периоди, нешто што во континуитет може да го пратите театарот. Ние имаме представи секој ден освен во недела, така да мислам дека публиката може да секогаш да рачуна дека може да оди да види нешто. Ке ве рашетам со прашањата, повторно ќе се вратам на онаа премиера. Битолското глумиште или актерите од Битолскиот театар се врвни актери, можам така да се изразам, и не им оди тешко кога треба да се сработи нешто. Меѓутоа, тоа многу е полесно кога се работи со некој близок, со некој кој што го познаваме. Меѓутоа, во овој случај имаме режисер кој што ни доаѓа од друга земја. Лесно им беше ли да се снајдат во процесот на подготовка на премиерата на Злосторство и казна? Знаете како никогаш не е лесно. Мислам, публиката доаѓа и гледа еден краен производ и да речеме ужива, се забавува или ќе се изнервира, не знам, сеедно. Секој си има право да реагира како доживува и сака, меѓутоа самиот процес е една тешка, макотрпна работа, да речеме, овој пат тоа беше поприлично интензивен процес, а материјата што требаше да се совлада е огромна. Мислам, нашиот театар како екипираност е еден од најдобрите во државата, би рекол, затоа што ги има сите ресурси, има и голем број актери кои што се на располагање. Во оваа представа конкретно е дел од помладата и средната генерација актери кои што некои од нив веќе соработуваа со Диего и претходно, така да го познава неговиот систем на работа и карактери и она што тој очекува и бара, тој очекува и бара многу. И сакам да кажам дека овој пат актерите навистина беа максимално посветени. Тука пред се мислам на Огнен Дранговски, кој што ја игра главната улога на Раскольников, кој што навистина мислам дека е едно од најдобрите остварувања што воопшто до сега има стварено на нашата сцена. Вие сте уметнички директор на Народниот театар Битола, меѓутоа пред се сте костимограф. Да. Предпоставувам и во оваа представа костимографијата е ваше дело. Колку костими направивте, колку беше тешко да се изработат тие костими? Јас со Диего веќе соработувам на повеќе проекти, не само кај нас, веќе работевме заедно во Љубљана и сега ќе работиме пак. Работевме една опера во Братислава и тоа веќе станува еден, како да кажам, соработка, би рекол, помеѓу мене и него. И тој е специфичен по тоа што не се занимава со историските факти во делата што ги поставува, него им дава една современост, една унифицираност која што се одразува и во костимографијата нормално, како дел од целиот сценски дизајн, а неговите представи се исклучително визуелни. И сакам да кажам дека на изглед изгледа дека тоа што е направено како костим е многу едноставно, меѓутоа како се доаѓа до таа редукција е навистина еден голем процес и тој работи по принципот дека помалку е повеќе и јас просто го следам тој принцип. Меѓутоа
Театарот, пак од друга страна е една добрите работи што има можност да испробувате различни работи во текот на работењето од некои 6 недели, па додека не се дојде до она што е најдобро решение и за актерот, и за целината, за сликата, мислам, и за мене како дизајнер. Јас имам големо искуство веќе и немам суети од типот дали нешто што сум направил ќе биде во представата или не. Најважно е представата да биде добра и костимите да бидат дел од тоа. Мислам дека овој пат поприлично брзо го решивме проблемот костимографија, заради тоа што во представата има и снимени видеоматеријали, па беше нужно актерите многу брзо да бидат во костими кои што ќе играат и во представата, заради тоа што материјалот треба да соодветствува со она што ќе го гледат на сцената, да. Кога ќе се случи премиерата на АКУСО? Значи, премиерата е сабота на 28 мај, меѓутоа првата реприза е веќе во вторник и представата ќе биде на репертуарот понатаму на Народниот театар. Ние, како што знаете, една од причините зашто ја поставуваме, да се навратам на претходното прашање, е дека имаме постојана соработка со театарот Вера Комерсажевска во Петербург и со музеот Достоевски, кој што секоја година не канат да гостуваме, па мислевме дека веќе е некако време да поставиме некој дел од нивната класика, да видиме како тие ќе реагираат на начинот на кој што ние го интерпретираме. Битолскиот театар често учествува на меѓународни и светски фестивали кога станува збор за театарот како уметност. Ќе поставам едно прашање од типот, ако патуваме во Лондон, по некоја логика би требало представата, за да биде разбрана, да се изведе на англиски јазик. Да. Што се оние представи кога Битолскиот театар настапува искрено само на македонски јазик, а независно каде се наоѓа, па дури еве и во Хонг Конг, нека биде тоа? Па во последно време има практика да има превод, нели, да оди симултан превод од проектор за она што се зборува. И тоа е сепак во зависност од домакините, какви тие најдобро си ја знаат својата публика и како сакаат тоа да биде организирано. Има некои кои што воопшто не сакаат да има превод. Мислат дека тоа се разбира, например, кога гостуваме во Нови Сад, бевме минатата година или сега се врати театарот од гостување во Благоевград. Значи во средини што се блиски до нашите, каде што очекуваме дека дел од она што се случува се разбира, тогаш нема потреба од превод. Кога бевме во Лондон, еве кога споменавте, тие пак исто сметаат дека симултан превод многу често го тргнува вниманието до она што се случува на сцената. Значи не може човек да прати действие и толку брзо како што некој говори, да од тоа е една трка погледи малку како пинг-понг. Би рекол, јас лично, например, никогаш не читам симултан превод кога гледам представа или опера било каде. Повеќе сакам да се фокусирам на актерите или да го слушнам нивниот оригинален глас и така натаму. Имаше во едно време период кога се даваа слушалки, тоа се некако е сврлено од употреба, а она што најчесто се употребува, така беше во Лондон и во Пекинг кога гостувавме, значи има сцена по сцена превод се вика, така да во 2-3 реченици кратко се објаснува што се случува во сцената. Колку тука на таквиот начин може да се долови она порака која што сакаме да ја пратиме? Таквиот превод најчесто го прави режисерот. Значи тој решава, одлучува што ќе напише во тие 2 реченици и нормално тоа е, значи, е дел од пораката што тој сака да ја пренесе. Мислам дека тоа сепак функционира најдобро, а да речеме доколку бевме во Израел на еден фестивал, тие сака да оди преводот и на англиски и на хебрејски, затоа што имат и многу странци на фестивалот, а кога гостувавме во Тел Авив, па инсистира да биде само на хебрејски. Така да најчесто зависи од оние што ве канат, па по тој начин се подготвува и преводот, доколку го има. Има ли политика во театарот? Па има, нормално дека има. Политика има во се. Мислам, ние не можеме да се амнестираме од условите во кои што работиме и
нас сепак како раководен тим не поставува Министерството за култура, собранието на Република Македонија. Не спорувам за тој сегмент на политиката. Мислам и да го земеме ево и тој сегмент, сакам да речем. Има политика, има културна политика, има политика на уметничкиот директор, има политика на целата институција. Мислам, различни видови на политика има. Како се одбираат соработниците? Мислам, ние сепак не можеме да кажеме дека тука, мислам, најчесто се тоа е лични контакти. Сакам да речем како кој доаѓа да работи или кој го преферираме. Мислам, станува збори за вкус и јас сум сигурен дека тој што ќе биде директор или уметнички директор после мене ќе има друга политика и мислам дека тоа е во ред. Меѓутоа, ви го поставувам прашањето заради поставувањето на представи на сцената кои што застапуваат една или друга политика. Ако се сеќавате пред неколку години Брезовац, ако не се лажам, беше навистина проблематично поставувањето, повторно ако не грешам, ликот на Јосип Брос Тито. Тито, да. Многу контроверзии во имаше јавноста. контроверзии, меѓутоа тоа заврши така како што секој обид за таква политичка акција би завршил. Значи, представата беше се обидеа тогаш да ја спречат изведбата, колку што се сеќавам, меѓутоа министерот за култура на крајот си поднесе оставка. Значи, живееме во време каде што такви работи се недозволиви. Мислам, не можеме ние сега да се враќаме 100 години наназад, кога постоеше можеби некаква тенденција нешто да се забранува. Сега тоа, значи, културата, мислам, не ни паѓа на памет, сакам да кажам, нашиот театар во тој поглед е прилично отворен и мислам дека нешто доаѓаат од надвор, доаѓаат токму заради тоа. Е цена таа отвореност за соработка со режисери од секаде и актерите се навикнуваат и публиката се навикнува. Имавме определени замерки дека работиме многу со странци, меѓутоа, пак кажав, тоа е мојата политика и нашата политика, друг можеби ќе работи поинаку. Нас не интересираат добри представи. Има и политички теми. Значи, ние имавме представа од Мартин Кочовски, која што така остро го критикуваше политиката и системот во кој што живееме и стигнавме на насловна страна, меѓутоа коментарите од страната на тие кои што беа засегнати беа дека сепак тоа е еден вид храброст и мислам дека тоа е одличен коментар. Меѓутоа тоа е еден вид и реклама исто дека некој дозволува да се нештата да се критикуваат или да се преиспитуваат. Потоа имавме представата Хамлет машина, има еден куп делови во представата, некои дури и документарни кои што се произлезени од актерите кои што засегнуваат теми од политичкиот, општествениот, социјалниот, па дури религиозниот дел од нашето живење. Меѓутоа, вие кога одбирате еден режисер и знаете каква естетика има и со што се занимава, потоа е фер неговата идеја да се постави до крај. Мислам, ние кога превземаме ризик, значи го превземаме на вистина и мислам дека е искрено до крај да се испочитува авторскиот дел. Мислам, јас лично сум исто така автор и знам што значи кога некој поставува цензура или мисли да, мислам, сме биле во ситуација, не велам дека не, меѓутоа тоа е дел од нашето живење, а нашето живење има многу политика во секој сегмент, мислам. Ние живееме во општество каде што сепак политиката е и најголем бизнес и најмногу привлекува внимание. Мислам, јас лично неколку пати кажувам дека навистина мислам дека има и многу други настани кои што привлекуваат, заслужуваат поголемо внимание од што го добиваат од сите медиуми, затоа што мислам дека фокусот сепак е на политиката, а има многу културни случувања, дури и интересот за нашиот театар. Мислам, вие не пратите, сепак, меѓутоа, да речеме, актерите се засегнати од некој вид на игноранција, би рекол, од националните медиуми или од медиумите кои што се во Скопје. Се јас разбирам дека нештата се таму поблиски, информациите може би патуваат побрзо, меѓутоа и тоа е абсурд, кога имаме наум дека денес интернетот навистина може да проследи се многу брзо. Мислам дека има политика во се, меѓутоа дека сепак фокусот е малку повеќе од потребно ставен
мислам дека во нашите животи се случуваат и други убави нешта. Во секој случај, Злосторство и казна во сабот, односно утре ќе има својата премиера. Тема која што самиот режисер истакна дека е нешто кое што заслужува да биде поставено и целта на поставувањето е да си признаеме сами на себе си, на вистина да признаеме, да викнеме гласно кога правиме грешки, кога грешиме, кога сакаме да се ослободиме од тој товар, кога сваќаме дека на вистина нешто сме сгрешиле. Колку ваквите теми од секојдневието на самата публика делуваат стимулативно во однос на како едукација. Јас сум сгрешила, гледав представа, па тоа ќе ме наведе да признам. Па мислам дека некако луѓето, дека темата е одлична и дека е правиот момент за да се разговара за тоа. Мислам дека денес луѓето се помалку разговарат за проблемите, иако викаме дека се е можно и дека се е отворено и дека има толку и штампани и ТВ медиуми, меѓутоа се има чувство дека за суштински теми многу малку професионално се разговара. Дека таа тема, значи, не е само ние да си признаеме себе си, него треба да си признаеме пред другите и пред сите до каде сме, што правиме и каде тоа води. Она што режисерот најмногу го интересира, а јас го поддржувам, е идејата да се донесе убавина на сцената. Значи, вие може да зборувате и за големи прашања и поприлично интровертни, како што е ликот на Раскольников, како да се дојде до таа ситуација, да се признаат грешките, пошто јас не знам дали постои некој кој што е безгрешен. Не верувам, така да мислам дека ние сепак многу малку во последно време разговараме за па дури за собствените чувства и мисли и ставови. Колку благо сметате дека преминувањето на Фејсбукот во една основа на едно живење може да предизвика такви социјални проблеми, односно нарушување на комуникацијата. Едно истражување на кое што последно работев станува збор за млади лица до 18-та година. Кога го има телефонот на Facebook, социјалната мрежа, нема проблем да се изрази емоционално, интимно или било како, меѓутоа кога тет средба ќе се појави, онемува. Тоа е точно, апсолутно, сите сме сведоци на тоа го имаме дома, не? Сите имаме по телефон, таблети. Имаше некакви истражувања дека луѓето во првите 3 минути во влегување во хотел или во ресторан, прво што ги интересира е интернет конекцијата. Значи 99% од луѓето се обидуваат навистина да се спојат и се има некако чувство дека кога имаме таков апарат во рацете, некако не сме сами. Меѓутоа, мислам дека сепак премногу, не знам, новите генерации може би се родени со тоа и се навикнати и тоа ќе биде тој начин на комуницирање, кој што ние се обидуваме да го пратиме. Меѓутоа, мислам дека има еден куп непроверени информации кои што навистина брзо се шират и можат да предизвикуваат најразлични реакции кои што можеби некогаш и не се најдобри. Па потоа некој се јавува и кажува дека таа информација е сосема погрешна или превземена од кој знае каде. Да речеме, тоа е тоа што ми смета. Друго што ми смета е дека кога сакат да некоја информација да ја земат за многу сериозно, тогаш ја земат за сериозно, викаат да, на Facebook е видео не знам колку луѓе, меѓутоа ако истата информација не им одговара да ја земат за сериозно, викаат нема врска, тоа беше само на Facebook. Мислам се, тука е главниот проблем дали ние тоа го земаме за релевантно или не. Да речеме во државите во Западна Европа, би рекол, може би во Америка, тоа се зема за многу сериозно. Вие за определен коментар на Facebook може да изгубите работа, да речеме. Ние немаме се уште таков однос кон тоа. Мислам дека премногу комотно си земаме за право да се коментираат. Мислам, треба да се има кодекс на однесување и таму, да има правила како некои нешта се сигурно има, меѓутоа сега колку се
почитуваат, докаде, кои се границите на пристојноста, да речеме, кои се... Не знам, не сум го истражувал, меѓутоа, ево, сме на Фейсбук и сме сведоци на најразлични нешта. Оваа мала дегресија на снувањето на интернетот и неговата се поголема искористеност или користење на интернетот ја начнав со цел да го наметнам прашањето дали постои проблем на театарот, театарската сцена, изразувањето на самите актери, наспроти денешницава на развој на мултимедијата? Па, мислам, знаете како, таа битка театарот ја изгуби одамна. Мислам, прво со филмовите, потоа со ТВ сериите, како викаат 5 минути на телевизија, како 5 години во театар. Мислам, тоа е факт. И театарот во определени моменти запаѓа во определени кризи, точно заради тоа што, да кажам, како што реков порано, театарската уметност ги вознемирува луѓето, а современиот човек живее секојдневно во таков стрес и анксиозност да нема потреба од дополнително вознемирување. Секој сака дома да седне во пижами и во, не знам, сендвич или пиво или пукаки да гледа филмови. Мислам, тоа е современиот свет и сега достапноста е огромна. Мислам, вие одма на интернет имате се што сакате да погледате. Меѓутоа, мислам дека театарот обстојува и ќе обстојува токму заради тоа што е уникатен, затоа што секоја изведба, мислам, тоа е како да носите уникатен модел, да речем, костим за вас направен. Во однос на телевизијата, театарот има таква уникатност дека навистина присуствувате на нешто сега и овде. И дека тоа не може да се секој пат ќе биде поразлично. И заради тоа мислам дека театарот обстојува и има што да каже уште. Мислам, нормално дека и театарот како се останато има мода и дека се менуваат тенденциите, се менуваат темите кои што ги обработуваат. Мислам дека во еден период во мода беше така наречениот се наодамна документарен театар, скоро со цел да се вратиме кон искреноста, кон да се доближиме до темите кои што се важни. Сега некако си кажавме се еден на друг, па ево се враќаме назад кон работа. Разговорот со вас го продолжуваме, предлагам една куса пауза од режија, а наредно на кој што ќе разговараме, кога ќе се вратиме во студио, е влијанието на театарот уште од мали носе. Еве не повторно во студио и како што најавив, ќе ги споменам благој децата. Знаеме дека се она што се прави од мали нозе има повеќе влијание во однос на како животна навика да се стекне понатаму. Често сме сведоци дека школскиве деца од помалите оделенија и од средното образование кажуваат да денеска ќе одиме на театарска представа. Колку битолскиот театар е подготвен за оваа млада популација да има понуда? Па, знаете како сега ќе бидам искрен, во последните години некако тој е сегмент кој што ни недостасува. И го разговараме често, меѓутоа некако отстапивме место колегијалност кон имаме ние двајца колеги кои што Васко и Јулијана Ирчевска и Мавровски кои што имаат то Бабец театар основани, кои што прават представи и кои што го опфаќаат тој сегмент, да речем, пошироко. И имаат и фестивал Битолино, кој што е прекрасен и во август јас сум бил на сите изданија и го ценам нивниот труд и ентузијазам и енергија да се занимаваат повеќе со тоа. Меѓутоа, театарот годините наназад правеше представи кои што опфаќа публиката од основните училишта, да речем. Сега имаме представи кои што ја засегаат и се фокусирани на средношколската публика и тие доаѓаат многу, да речем. Најчесто ги покануваме и на предпремиери како некаков лахмус, да речем, да испитаме актуелноста и на темата и реакцијата на една друга генерација, затоа што најчесто кога работите таму, сте обкружен само со луѓето околу себе, можеби немате најобјективен однос кон тоа како публиката ќе реагира
Така да тие се еден репер за тоа уште на почетокот на предпремиерата или некој од пробите, да видиме дали тоа пробива кај публиката која што е помлада, затоа што нас тоа сепак не е многу важно. Имаме премиерска публика која што интересира премиерата и така натаму, имаме организирани представи, меѓутоа сепак останува впечатокот дека не недостасува тој сегмент. Неколку пати разговаравме за една таква продукција и сам постојано ветувам, ама сум сигурен дека наскоро ќе се случи и таква представа, затоа што имаме капацитет да го направиме тоа. Неодамна имаме и драматурзи во театарот, нови, имаме двајца млади режисери кои што, да речем, сигурно ќе се заинтересираат за некоја тема да ја обработат на некој начин. Различни идеи има, меѓутоа се и напливот на филмови, постојано е прашањето дали сите тие традиционални приказни како Пепелашка и Заспаната убавица и така натаму добиваат некакви нови поинакви форми, дали навистина треба да се вратиме да покажеме пак вистинската приказна во класична форма или пак некако се обидуваме да ја доближиме. Имавме обид со колешката Билјана Крајчевска да направиме верзија на Пепелашка која што е една современа девојка, па да видиме што значи тоа, што денес нејзе ја интересира, заснована нормално на класичниот текст. Меѓутоа мислам дека децата денес не би имале проблем со тоа да им гледат представа која што на некој начин се доближува до нив. Мислам дека тоа е еден сегмент воопшто во македонскиот театар кој што нема долга традиција, освен детскиот театар во Скопје, меѓутоа и тој некако, мислам дека прави представи кои што се од еден застарен тип, да речем. Децата денес од се што ги обкружува информациите што ги имат, и она што рековме може да го видат и на интернет, навистина имат потреба од нешто посвежо и поинакво. И например, јас имав идеја да се создаде представа од сонот на летната ноќ, да речеме на Шекспир, меѓутоа за деца, така да некои поголеми теми да им се доближат уште од порано. Пак ќе речем, значи, надвор постојат режисери и автори кои што се пофокусирани на определени теми. Имате луѓе кои што прават само детски представи или само комедии или само Шекспир и така натаму. Кај нас некако таа потреба да се прави се и за секако не ги издиференцира луѓето во да речем по-специфични жанрови, по-одредени. Ќе поставам едно лично прашање. Пред се како костимограф, каде најчесто се наоѓате себе си? Можам ли да ве видам во детска представа каде што костумите се секогаш некако пердувести, расположени, разлетани со крилца и слично, или можеби во посериозните теми лежи предизвикот за вас? Па, знаете како јас по толку долга кариера имам направено многу представи и најразлични, од детски, од комедии, трагедии и се, и некако во последно време можам да се видам себе си секаде. Мислам дека било која тема да ја добиете за работа, дали е детска представа или е Шекспир или е комедија, јас ја доживувам како проблем кој што треба да се реши. И на секој проблем му придувам со иста сериозност. Дали е, мислам дека дури и тука и кога работам надвор, пристапот е ист. И пример за тоа дека човек може секаде да функционира доколку знае што сака и што сака да покаже, беше мојата магистарска представа по театарска режија Без паника. И идејата за правење на таа представа произлезе токму од тоа дека луѓето бараат комедија, никој не сака да направи. Реков, добро, ево, јас ќе направам комедија, да видиме дали... Така да луѓето што ја гледаја на почеток, рекоа, па ние не очекувавме од тебе вакво нешто. Меѓутоа, мислам дека тоа не е најважно. Мислам дека човек треба да има своји принципи на работа и дека доколку тие се успешни ги може да ги примени на било кој жанр. Лично, можеби најмногу ми одговараат
теми кои што се и представи кои што се покамерни, со помал обем, кои што се расправат за односите помеѓу луѓето, да речеме, и се некогаш фокусирани на историски личности и настани, да речеме, човековата историја и кои што по принцип не се имат трагичен крај, би рекол, или имат попесимистичка некоја основа. Меѓутоа, тоа не значи дека, пак викам, дека сите ги интересира тоа, меѓутоа, она по кое што може би јас би го избрал кога би имал привилегија и можност, се некои такви теми. Ке го споменам Шекспир фестивалот, значи тоа е наскоро ни доаѓа, според два околу тоа што ќе се случува, како ќе се случува? Па годинава ќе биде четвртото издание на Шекспир, Битола Шекспир фестивалот, го поместивме за еден месец понапред, ќе се случува од 23 јуни до 1 јули. И мислам дека во ова продолжено издание од 10 дена битолчани ќе имаат можност да уживаат по многу представи. Најважното за тој фестивал дека на неодамнешниот фестивал, Шекспир фестивал во Крајево во Романија, на 10-тото издание, Европската асоциација на Шекспир фестивали одлучи да го прими нашиот фестивал во свое друштво и мислам дека тоа е една потврда за тоа дека фестивалот веќе расте и дека луѓето од Европа го препознаваат како важно место и дека би сакале да дојдат во Битола како дестинација и тоа нас не беше многу важно. Мислиме дека градот заслужува фестивал, дека има локации, дека има капацитет, како што се потврдува годините наназад представите се полни, значи има интерес. Би сакал може би да искористам приликата малку за програмата, да кажам, да знаеме веќе и ќе имаме и дополнителни представи, меѓутоа сега веќе таа е официјална. Значи на 23 ќе биде големото отварање со групата Фолтин во Центарот за култура и со актери од Петербург кои што ќе говорат, пеат сонети од Шекспир, малку перформативен настап за да привлечиме повеќе публика, да речем, а и Фолтин кој што не сме ги гледале долго на нашата сцена. На 24 имаме гости од Србија, за прв пат ќе се игра представа Перикле, тој е еден од ретко изведуваните текстови. Потоа имаме Турскиот театар од Скопје, тоа е една комедија, многу врева за ништо. Имаме гости потоа од Израел, кои што ќе изведат представата Кориолайн, која што е исто една од ретко играните представи, меѓутоа добитник на 2 награди на нивниот фестивал за најдобра режија и актерско остварување. Потоа имаме гости од Америка кои што ќе играат представата Јулије Цезар. Имаме за прв пат гости од Полска кои што ќе изведат 2 представи. Едната е Монтеки и Каполети представа која што е од куклен театар и има и кукли во представата и е врз база на текстот Роме и Јулија, и една монодрама на тема Хамлет, која што мислам дека ќе биде исто така. Монодрамите некако во овој фестивал од кој што се очекува да има големи представи, сепак имаат своји проблесоци. И ги имаме нашите сонети кои што наодамна беа премиера, сепак сакаме пред гостите да покажеме и некоја наша продукција и една копродукција која што веќе неколку години се обидуваме да ја реализираме, е помеѓу нашиот театар и театарот Литмун од Калифорнија, Санта Барбара, чии што гости пак ние ќе бидеме во ноември. Тоа е еден заеднички проект кој покрај представата Антонија и Клеопатра ќе се изведе на еден мал фестивал во ноември во Санта Барбара. Споменавме локации, а моето прашање следно е на тоа каде е полесно да се играат представите. Ако одлучиме тоа да биде на Хераклеја, карикирам, или можеби на сцена е најдобро. Таму сте најбезбедни, не смее ништо да се промрчи, а вака имаме и ветрче, и сонце, и слични работи. Пак зависи од режисерот и од компанијата која што настапува. Ние имавме фестивал во кој што имавме на различни локации представи, вклучително Хераклеја, театарот од Кина играше таму представата, Ричард Трети и гостите од Глоб од Лондон. И тука секогаш рачунате на тоа на голема публика која што не би можела да влезе во една сала во театар. И тој локалитет има една автентичност која што гостите, доколку се во можност, би сакале да ја искористат и ние секогаш го
покажуваме како една специфика на нашиот град и на нашиот театар. И мислам, ние сме навикнати, сме играле на сите сцени. Тоа на фестивалот му даде една раздвиженост, дека публиката во Офицерскиот дом, во Хераклеја, во различни локации, во Пациото, во музеот, може да гледа представи. Следната година некако временските прилики не ни дозволија, се беше внатре во театар и некако се почувствувавме дека секоја вечер има една иста енергија. И сега, ако рачунате на публика која што сака да ги гледа сите представи, тоа во еден момент станува малку монотоно. Сигурно дека в театар е најлесно, затоа што постои цела техничка опременост, тоа е најдобро за представата. Меѓутоа, Шекспир има представи кои што можат да се играат надвор, затоа што и самиот Глоб театар е практично сцена која што нема технички можности современи во смисла рефлектори, озвучување и така натаму, има отворен кров, се игра под ведро небо, значи има многу представи што можат да се изиграат надвор. Но има и такви кои што не можат. Има и такви кои што не можат, најчесто заради техничките потреби на една представа. Знаете како некоја представа, да речеме како нашата Отело, ние за среќа минатата година заврна, па ние изигравме надвор, туку влеговме во Нови Сад во театарот, затоа што тоа е представа која што има потреба од црна кутија, празнина и многу важен сегмент е светлото, кое што се потребува за да потенцира определени моменти. Тоа надвор не би можеле никогаш да го постигнете, заради тоа што сепак се дисперзира, се губи ефектот, имате, не знам, бука, имате комарци, имате разни нешта, имате музика од рестораните во Охрид. Меѓутоа, мислам дека пак и публиката која што доаѓа на представа на отворено, рачуна дека сите тие фактори од надвор ќе влијат. Тоа е едно доживување кое е специфично, како например пред многу години кога имавме представата Макбет на изворите на Светинаум, тоа беше навистина спектакуларно доживување, а представата внатре в театар никогаш го немаше тоа чувство, не го покажа. Него, така да зависи. Се зависи. Пред крајот само уште едно кусо прашање во смисла најава на наше гостување некаде надвор сега во скоро време, ако имаме такво. Па, ние гостувањата некако исто стана важен дел од нашата политика во театарот. Не има на сите фестивали во Македонија, меѓутоа имаме и голем интернационално гостување. Наодамна театарот се врати од Благоевград на 4-тото издание на фестивал посветен на млади режисери, каде што ја покажавме нашата представа Последната ноќ на Андреј Цветановски. Истата ќе биде покажана сега во Прилеп на фестивалот во еден Чернодарински во ОВ конкуренција, а во главната конкуренција е представата Кралски игри на Љупчо Георгиевски. Ќе не има и на Охридско лето со две представи, ќе бидат сонетите покажани и новата премиера што ќе подготвиме на 3 август, ќе биде премиерно покажана во Охрид. Од другите интернационални би извоил дека втор пат годинава во октомври ќе одиме на гостување на фестивалот во Акре во Израел. Наш селекторот на фестивалот ќе дојде да гледа представата Отело во средината на идниот месец и гостувањето во Санта Барбара, Америка, ќе биде со представата Антонио и Клеопатра. Ние во јуни сега ќе треба да ја подадеме програмата за гостувања и за представи за идната година, така да во план имаме некакви гостувања за Канада, доаѓа во предвид, мислам, Полска, еден голем Шекспир фестивал и најверојатно повторно Русија, кај нашите пријатели. Ви благодарам за гостувањето, да ги повикаме сите битолчани, еве и овие подалеку нека ни дојдат утре во 20 во 20 часот или вторник на првата реприза. Мислам дека навистина ќе уживаат и мислам дека тоа е едно исклучително театарско остварување кое што не би требало да се пропушти. Благодарам, Благоја. Ние понатаму продолжуваме со утринската програма на Мега.